Скопје повторно беше вистински центар на танцот. Неодамна, пред некои 2 недели, се одржа познатиот танцов надпревар Macedoni Open 2025 година, еден од најголемите танцови настани кај нас. Повторно се разбира преку ова, македонскиот танц го доби своето посебно внимание, но и Скопје беше домаќин на еден ваков голем настан. Добро утро за Владко Павлевски, председател на Танцовата федерација на Македонија. Добре ни дојдовте. Добро утро, поздрав на гледачите на македонската телевизија. Ние овој надпревар го најавивме пред неговиот почеток и се договоривме дека после неговото завршување ќе ни дојдете во студиото за да ги средиме впечатоците и импресиите. Па, господине Павлевски, од ваша перспектива, како помина овогодишниот надпревар? Дали ги исполни очекувањата на организацијата? Да. Значи, на 15 и 16 ноември се случи меѓународните танц надпревари под брендот Macedoni Open 2025. Тоа што беше веројатно најмаркантно беше саботата која што беше исполнета со танцови спортски надпревари од групацијата на латиноамерикански танци. Тука се случи всушност надпреварот од највисока класа. Така наречениот World Open, за гледачите тоа нешто посебно веројатно како назив не значи, но ако кажам дека во рамките на системот за надпреварување на Светската танцова спортска федерација највисока класа на турнири кои што се наменети за собирање поени за пласман на светските ранг листи, ова беше една скала пониско од Grand Slam турнирите. Grand Slam турнирите ги има 4, како што на пример и во тенис ги има или слично, така ги има и во танцовата спортска фела, и World Open надпреварот е една скала испод тоа, што значи дека многу висока класа на танцов спортски надпревар се случи во латиноамерикански танци. Станува збор за адулт популацијата која што е од 19 години нагоре, што е и да кажам, снажната популација гледано биолошки, спортски и така натаму. Тоа беше најмаркантно или пикот, да кажам, во однос на настанот, со гала вечерта, која беше во саботата, каде што се гледа четвртфиналните, полуфиналните, финалните надпревари не само на оваа класа надпревари, и на неколку други, меѓутоа во текот на денот течаа квалификациите и на крајот најубавото и најинтересното да се види беше на гала вечерта. Така. Ние имаме инсерти, секако ќе ги погледнеме додека трае разговорот, од делот тоа што се случуваше на надпреварот, а ако зборуваме за меѓународно учество, од каде се имавме гости? Имавме гости од 34 држави. Машала. Ако ги набројуваме, не знам дали подобро да не нели, затоа што навистина многу имавме учесници од 3 континенти и беше маркантна приказната и со тоа што имавме околу 55-6 официјални лица, што дали суди, дали други официјални лица кои што се грижат за многу работи во однос на самиот настан. И тоа даде едно обележје на висока класа на танцов спортски настан кој што Македонија навистина мислам дека го заслужува како таков. Ајде да се вратиме ние на нашите танчари, како се представија годинава? Добро, значи ние имавме представници од Македонија во повеќе танцови спортски дисциплини, и во стандардни, и во латиноамерикански, и во модерни спортски танци. Во латино делот можеме да се пофалиме дека за пласман на наши танцови двојки имавме дури и полуфинал на македонска танцова двојка, конкретно на овој надпревар за кој што го зборев. Што значи тоа? Тоа значи дека да се биде на ваква класа надпревар меѓу првите 12 е веројатно висок пласман. Што значи тоа? Па финалната форма е со 6 танцови двојки, 12 во полуфинале, 24 и така натаму, значи четвртфинале и слично. Ние имавме 32 финале како прв круг. И пласирањето на тие двојки понатаму е се потешко и потешко додека да се постигне пласман во финалната група. Финалето беше со 6 танцови двојки. Мора да кажам дека 4 од нив беа меѓу првите 50 места на светска ранг листа и навистина беше празник за очи да се видат тие танцови спортски двојки кои што во финале се бореа за првите места. Ако гледаме комплетно, па негде преку 2500 надпреварувачи од многу возрасти, повеќе класи, се надпреваруваат двата дена во двете сали на спортскиот центар Јане Сандовски. Така.
Што беше најголем предизвик во организацијата на еден голем ваков настан? World Openот. Значи тоа е високата класа која што на надпревар која што побарува специјални протоколи, да кажам, од наметнати од Светската танцова спортска федерација. Например, еве да кажам дека судиите кои што се доедени се одредени на листа по наш предлог, меѓутоа одобрени од World Dance Sport Federation. Ние испративме список на суди од 20 потенцијални кандидати од 20 држави, кои што се членки на World Dance Sport Federation, а се со највисоките лиценци за позиција да биде судија на тој надпревар. 10 од тие Светската федерација ги одбра и ни ја испрати таа листа и еве да кажам дека не заради тоа што дека јас бев и главен судија на тој надпревар, туку дека имаше и македонски представник и во официјалната структура на надпреварите, за да тоа на некој начин се обележи малку и на македонски начин. Колку ваквите надпревари придонесуваат за меѓународна видливост на Македонија во танцовите спортови? Дали се добиваат нови покани, нови соработки? Да, секако. Тоа е и самиот надпревар, значи самиот настан е последица на тоа и предвестник на многу идни состојби. Ние сме и Национална спортска федерација при Министерството за спорт. Голема благодарност до Министерството за спорт, исто така дели Министерството за култура и други спонзори кои што беа, значи кои што ја го поддржуваат секоја година овој настан. Што значи тоа? Се наоѓаме на календарот на Светската танцова спортска федерација со ваква класа надпревари. И тоа веќе му дава обележје на позицијата на Македонија во спортскиот танц во светски рамки. Заради тоа имаме заради самата класа на надпреварите имаме учесници од многу држави, ви кажав 34 имавме, вкупно од 3 континенти. Се надевам до година можеби повисока класа, можеби некое европско или светско првенство, кое што еве со години го чекаме да дојде, па со да кажам таква една поголема активност, подобро лоби и наша ангажираност во рамките и на Светската танцова спортска федерација ќе вроди со плод за еден повисок континуитет во наредните години, затоа што секоја година овој настан расте се повеќе и повеќе. И се надевам дека во идните проекти ќе имаме и такви, да кажам, настани со висока класа на европско или светско ниво, а кои што се третираат како европски шампионат, светски шампионат, куп или слично така, за конкретна дисциплина и конкретна класа на танцови спортски двојки или атлети. Го заслужуваме тоа, мислам тоа ќе се дојде по редот на нештата со оглед на тоа и каква е убавна... Со овој проект се бориме за тоа да дојдат такви приказки. Со оглед на тоа и каква е убавна организација на Macedonian Open, мислам дека сте подготвени за еден таков предизвик. Да го искористам вашето гостување тука со предпоследното прашање, чисто ваше мислење околу развојот на танцовата сцена во Македонија, ете сега и како дел од Министерството за спорт, нели, вашата федерација, колку се тоа придонесува за младите танчери, за нивна афирмација, за поддршка? Значи, веќе многу години сме при Министерството за спорт. Сакам да кажам дека е важно што сте дел од тоа. Значи, многу е важно да сте системски врзани. Значи, ако ја зборувам хиерархијата, значи тргнува од Меѓународниот олимписки комитет преку Светската танцова спортска федерација, ние сме овдека, нели, со национална лиценца за танцов спорт. Членки сме и на Македонскиот олимписки комитет и така натаму. Значи имаме хиерархиска поставеност и систем за напреварување кој што е, да кажам, поддршка на системот за надпреварување на Светската танцова спортска федерација. Таа ги дефинира сите состојби и ние сме во рамките на тој состав. Што значи тоа? Дека танцовиот спорт е спорт како и сите други спортови. Нуди, меѓутоа и бара. Тоа значи дека самата позиција со ваквите состојби, како што ги кажа, во целата таа хиерархиска спортска поставеност и во светски рамки, лани имаше на Олимпијадата во Париз танцова спортска дисциплина. Тоа значи дека сериозноста е голема и дека тој спорт сериозно мора да се третира со сите параметри. Што значи тоа? Ако тргнеме од надпреварувачите, значи психофизичка стручна подготовка, поддршка на многу кадри кои што се грижат за спортска
подготвеност и издржливост на атлетите кои што се надпреваруваат на танцовите подиуми и сето тоа е на некој начин врзано институционално. Тргнувајќи од нас како Танцова спортска федерација, па во државата се она што сите оние институции кои што се грижат за состојбите и развојот на спортот, нели на прво ниво Министерството за спорт, нели го користиме, практикуваме и со голема одговорност и задача да утре добиеме и добри резултати од нашите танчери спортисти. Така. И за крај, што по Македонија Open до крајот на годинава немаме веќе? До крајот на годината не, веќе се работи календарот за надпревари за 2026 година, веќе е позиционирана и состојбата на национално ниво во однос на календарот во смисла на тоа кои се квалификацијските наши надпревари за освојување поени, пласман, рангирање и така натаму, националните шампионати и меѓународни танцови спортски надпревари кои што во моментов ги имаме 3, еден се случува во Битола, 2 се случуваат во Скопје, Македонија Open е на крајот на ноември позициониран на средината негде на ноември до година позициониран, така да имаме комплексен систем за надпреварување, работиме па со Господ напред. Ќе се видиме повторно во студиото. Благодарам Сега ќе ги многу. следиме вашите активности. Благодарам уште еднаш за гостувањето. Благодарам и на вас. А со тема танц ние ќе го заокружиме во денешно издание на утринската програма. Јас ќе ве поздравам од името на целата екипа, колегите позади камери, колегите горе во режија, кои што утре во 3 часа работеа на реализација на ова издание на утринската програма. Со вас бевме од 6 часот и 45 минути. Така ќе биде и утре. Останете на јавниот сервис. Во 10 часот следуваат и најновите вести. Македонија, довидување. Имајте убав ден.